Гостивар денес беше домаќин на поетите финалисти од петото издание на меѓународниот поетски фестивал Литературни искри, што се одржа во Центарот за култура Асном. Гран при наградата годинава ја доби Цветан Чекостоска од Крушево, дипломиран компаратист на Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје. Првото место му припадна на Давор Крстевски од Куманово, второто го освои Александар Михајловиќ од Гостивар, а третото Жаклина Свеќаровска од Кочани. За најдобар странски автор на овогодинешниот фестивал беше прогласена Катја Вангелова од Бугарија. Србинот Владимир Милојковиќ пак доби посебно признание за странски автор финалист. Наградата за најуспешна млада искра годинава ја понесе 17 годишната Теофила Поп Димитрова од Штип. Тајна на завесите. Сакаш кафе, ме прашуваш, додека тенковите убиваат 9 апостоли врз плочките од клозетот. Не пијам кафе рано наутро, не додека грма тенкови. Крвта цел ден потоа ми горчи. Може би сакаш малку мед со цимет, исцеден од окото на сонцето кое вчера ти, пред да влезеш во одаите на англиските курви, со батнеш го уби. Не сакам сонце во денот, што не знае ноќта каде е. Сонот потоа ме воли. А леп, сакаш малку леп, замесен со врисокот на булките кои твојот сон секоја ноќ ги буди да ги надои со горка крв. Не сакам да се раѓам повторно. Ене останаа тројца во тајната, тие дека ги спуштат завесите. Мислам од крајот. Книгите ги читам од последната страница. По навика. Ставам шекер помалку, колку да не биде горко кафето. Љубовта ја мислам од крајот, па љубам од почетов. Вселената не е само безкрај црна. Со комшивката се разменуваме учтиви зборови за добро, прекрасно сончево утро. Мирисот на морето го чувствувам во билавот. Со носете до колена во вода, со морска вода во устата. Трчаш до целта, да освоиш симпатија. Не приметуваш раните со балото од острите школки. Не заборавот лекува. Душа крепи кога е тажна. Драни цирен покрива тага, носи во длабокчини меѓу звезди. Сезона на каниките. Ниједна преобразба не го спречува моето обштавање. Жвакам боговска плод, им пијам од крвта амброзија и потоа долго одмерам. Оному каде капе топлина напред, незнаен и обиен богот на есен. Секој смртник и убиец и секој бог воскреснет. Нечесто мираат низ нас, отаде смртта никој не им го видат ликот. Само јас ги познавам по очите, па подколкнувам за да им го затавам погледот. На наградените автори им беа доделени плакети и книги. Останатите поети кои влегоа во финалето добија дипломи. Најпрво да кажам дека во општество во кое што акцент се става на материјалните работи, радува, изненадува и влева надеж фактот што имаше толку голем број пријавени учесници на овој фестивал. Сите песни беа со различни мотиви, различни стилови, што всушност радува, не се оди по еден исти терк. И денес нема некој што изгубил и некој што победил. Денес сите се победници, што се одважија да излезат од својата интима и да ја споделат својата емоција со сите присутни тука, па и со пошироката јавност. Пред присутните гости и публиката беше промовирана и заедничката збирка во која се застапени 30 на поети, селектирани според оценките на жири комисијата, која годинава беше во состав председател Раде Силјан, поет, литературен критичар, есеист, член на Друштвото на писатели на Македонија и членовите Габриела Петровска, професор по македонски јазик, лектор, и Васвие Билалие Јупи, професор по албански јазик. Во музичкиот дел од програмата на манифестацијата настапија Михаела Антеска, Елизабета Евтоска и Никола Наумовски.
Меѓународниот поетски фестивал Литературни искри во Гостивар се организира во чест на денот на сесловенските просветители светите Кирил и Методи. Годинава финансиски е поддржан од општина Гостивар и од спонзори.